Беше тоа на 28 септември 1993 кога владата на Демократска народна република Кореја донесе одлука за признавање на Република Македонија. Беше тоа на 28 септември 1994 кога во издание на Ми-Ан излегува првиот број на македонско време, независен информативно-политички магазин. На 28 септември 1962 во Делчево е роден Венцеслав Симоновски, поранешен македонски фудбалер. Тој во 1987 година бил дел од шампионскиот тим на фудбалскиот клуб Вардар, кој ја освоил шампионската титула на тогашна Југославија. Играл за фудбалскиот клуб Вардар од Скопје во рамките на Југословенската лига во периодот од 1983 до 1988 година. Помеѓу 1988 и 1992 година играл за тимот на Спартак Суботица. На 28 септември 1902 година во селото Крушоради Леринско во борба против турската војска и башибозукот, немајки друг излез по целодневна битка, Дине Клјусов и тројца негови соработници бунтовници, Ване Попов од Неокази, Красто Торбанов од Сетина и Најдо од Добровени извршиле самоубиство за да не паднат живи во рацете на турците. Неговата смрт е опишана во драмата на Христо Настев, Како умира македонскиот четник, представена на 18 февруари 1939 година во Македонскиот дом во Варна. На 28 септември 1960 во Скопје умре Наум Наумовски Борче, народен херој на Македонија. Роден е во Крушево на 1 април 1920 година. Завршил 2 класа гимназија во Прилеп, а потоа со семејството се преселил во Белград, каде го довршил школувањето. По школувањето се вработил во Белградската фабрика за авиони Рогожарски. За народен херој е прогласен на 29 ноември 1953 Во негова чест е именувана улица во општина Центар, како и средно училиште во Крушево. На 28 септември 1994 година умре Вангел Коџоман, македонски сликар. Се школувал во Охрид, каде во 1923-24 година матурирал во Охридската гимназија. Од 1924 до 28 студирал на наставниот оддел на уметничката школа во Белград. Името и ликовното дело на Вангел Коџоман е вградено во темелите на модерната уметност на Македонија. Тој е ликовен уметник, еден од малобројните кој во почетокот на 30-тите години од минатиот век, во историски многу неповолни услови, ја започнал својата творечка активност. Самостојно изложувал во Струга, Скопје, Торонто, а учествувал и на повеќе групни изложби во земјата. Од 1929 година наваму и во странство, од кои првата е во Берлин 1977. Заедно со Шулајковски и Дракулевски извел Мозаик во Југобанка во Скопје. Добитник е на Октомвриската награда за животно дело 1969 година, наградата Авној на СФРЈ 1979 и други награди и признанија. На 28 септември 2010 година умре Михаил Левенски. Роден е во селото Владимирово Беровско на 10 ноември 1942. Завршил медицински факултет во Скопје и специализирал невропсихијатрија. Работел во здравствениот дом на Скопје, преку трибините, радиото, телевизијата и печатот, се докажа како неуморен хуманист и фанатичен поборник на вистината, правдата и човечкото достоинство. На љубителите на пишуваниот збор им ги подари книгите Стрниште, Досилување, Макадам, Како да станам свој, Магија, Од утробата на гневот,
лош препис од оригиналот, создавање на светот во мене, истрели во сонот на Марија, виделинки, кажи ми тато и така натаму. Ликот и делото на Михаил Левенски продолжуваат да живеат преку фондацијата која го носи неговото име, формирана на 70 годишнината од неговото раѓање. 28 септември се прославува како Меѓународен ден на бошњаците. Тој ден во Република Македонија е неработен за припадниците на бошњачката етничка заедница.